Меѓународна актуелна тема. Веќе видовте со мене во студиото и колегата Дејан Андоновиќ. Дејан, добро утро. Добро утро. Ке се задржиме прво на регионот. Еве и со мојот претходник соговорник од Бугарија се префрливме малку на Србија, но и кога е меѓународна актуелна тема во прашање, има новости во Србија, имено тие вчера избра нов патријарх. Да, токму така, 46-тиот патријарх на Српската православна црква, вест која треба да се обработи ако се земе во предвид дека во православниот свет патријархот е највисоката таа функција, а Српската православна црква особено, бидејќи е најголема црква во регионот, тие вчера го избраа својот 46-ти патријарх. Според многумина многу брзо, бидејќи за само 3,5 часа се гласаше да се избере наследникот на починатиот Иринеј, кој почина од ковид пред 2 месеци. Српската православна црква имаше изминатиот период во врвот, велам, голем број на загуби, за починаа неколкумина додуше постари владици, но сепак луѓе кои има авторитети, кои се смета дека ќе бидат наследници на тронот на местото патријарх. Почина Амфилохија, кој исто така беше познат владика и кој за малку ќе беше патријарх пред починатиот Иринеј. Во секој случај новиот патријарх е Порфирий од Љубљанско-Загребската епархија, човек кој, она што можам како новинар да го кажам, бидејќи не сме некои големи експерти, не привлекуваше внимание во минатото. Се чини дека двете струи кои се бореа кој ќе го заземе местото на патријарх. Едната струја беше на Иринеј Буловиќ, познат митрополит со своите ставови околу Македонската православна црква и имаше голема поддршка од актуелната власт и самиот председател Вучиќ, а од друга страна во игра беше сериозно владиката Григорий, кој од германската епархија на СПЦ, прозападен свештеник кој го туркаше опозицијата и западот. Се чини дека изборот на Порфирий е нешто измеѓу, што само според моје лично мислење, ја не сум експерт, но оно што можам политички да го гледам е можеби најдоброто решение, пред се поради неговите мирни ставови. Ке подсетам, Порфирий беше во Љубљанско-Загребската епархија каде што во Хрватска се знае какви се односите меѓу српската и хрватската држава, па и народите, историското минато меѓу двете народи, но сепак Порфирий не беше влезен во некои скандалозни изјави или некои комешања во политиката, значи да прави инциденти, што само укажува дека еден мирен ќе кажам политичар во мантија, па оттаму очекувам сега да ја видам како ќе се произнесе први нашата црква, дали ова некакво решение или не. Интересна квалификација, политичар во мантија. Па тие се политичари во мантија. Па токму тоа е прашањето кое се наметнува, дали може новото раководство на СПЦ да го омекне ставот кон МПЦ. Тоа повторно ќе кажам, според неговото досегашно делување, значи да победеше покојниот Амфилохија, ние ќе знаевме каков став ќе има кон другите цркви и на Косово, и во Македонија, и во Црнагора и секаде. Но овој првен Порфирий според мене е непознат. Ја не сум верски аналитичар, но она што можам да го видам, тој е умерен политичар, умерен владика. Повторно ќе кажам, да бидете толку години во Загребско-Љубљанската епархија, а да нема ни еден инцидент, а пазете, таму сепак хрватите и србите ги имаат оние историски недоразбирање. Второ, католичкиот клер таму е присутен. Значи, тој сепак успеа да направи некој мир, да нема некои комешања во православната заедница во Хрватска и во Словенија. Сега доаѓа во Белград. Ке видиме. И јас мислам дека можеби ќе има обекнување на ставот, ако се земе во предвид дека неговите претходници на тронот, на патријарскиот трон во Белград не беа можеби радикални, но ја застапува онаа радикална теза. Повторно ќе кажам, да победеше Иринеј Буловиќ, што го протежираше актуелната власт во Белград, ќе знаевме на што сме и на како сме, бидејќи тој имаше тврд онај став, стар закоравен став околу МПЦ и нејзината автокефалност. Овој човек е нов, ќе видиме што ќе биде. Јас лично не верувам дека може многу да го смени ставот, ако се земе во предвид дека политиката на црквите, како и сите политики, треба да имаат некој континуитет, но ќе видиме што е и како е. Во секој случај доаѓа еден според мене непознат свештеник. Јас верувам дека, повторно ќе кажам, ќе очекувам сега од МПЦ да излезат оние представници на синодот кои живеат во тој религиски свет, кои се знаат меѓу себе, кои каде и дали кои познаваат воопшто, бидејќи генерацијски тој е близок со многу од нашите владици.
Така да ќе видиме што и како е. Оно што е добро е што не победи Ирина Ипуловиќ според мене. Од друга страна тој владика Григорија од друга страна беше обвинуван дека е прозападно ориентиран, дека е можеби доколку дојде на тронот дека може да направи некои промени во политиката на СПЦ. Ќе видиме Порфири како ќе се однесува. Него ќе му биде главна задача тоа што се случува во Косово, па и во Црна Гора, но се чини дека доаѓаат едни поумерени, би рекол, владици, како што доаѓаат генерацијски, ако се земе во предвид дека оние постарите, као што е Амфилохи, као што е Ирине, и да не ги набројувам, така, бидејќи иако ги сме знам секуларни сите. држави, Да. сепак некако и тие прашања идат паралелно со политиката, веќе гледаме некој ублажување на ставовите. Идат, ние сме секуларни држави, но мора да се признае дека изминатиот период по падот на Берлинскиот зид, овие народи тука повторно почнаа на некој начин да примат поголемо влијание од религијата, а црквата секогаш ја има таа улога да ја води политиката, некогаш правилно, некогаш неправилно. Она што можеме само да го Но кажеме... најчесто на линија со партијата на власт. Па добро, да, за жал е така во православниот свет, бидејќи имаме национални цркви, да имаме она религија како што е католичката, еден е папата, па се друго може да се договориме. Дејан, да завршиме со црковните прашања, што друго се случува во Европа, да имаме јас и ти континуитетот со протестите, повторно е неизбежна темата протести, овој пат во Шпанија се бара ослободување на уапсениот рапер. Што поточно се случува? 3 дена има сериозни протести на улиците на шпанските градови, пред се во Барселона, но и во Мадрид. Нешто што во светските тикери е малку застапено, но сепак го ископав како вест, бидејќи се работи за уапсен познат рапер во Шпанија, Пабло Хесел се вика раперот. Тој е уапсен бидејќи го навредил кралот и кралското семејство, нешто што според мене малку ме потсеќа на 70-тите години на минатиот век, кога во Британија се појави панк покретот, па тие се бунеа против кралското семејство и беа апсени. Сега некако во 2021 уапсен е раперот поради навреда. Сега има уапсен уште еден рапер кој е избеган, но тој барем има кривично дело нешто со околу дрога, но сето тоа беше искористено од опозицијата во Шпанија да го злоупотреби оваа ситуација и да ја обвини власта дека апси уметници само поради тоа што не се согласуваат со актуелната политика на Шпанија. Протестите се веќе 3 дена, она што успеав да го видам и да го прочитам по светскиве тикери, доста сериозни протести каде што се има запалени контејнери, има осудири со полиција, се со цел раперот да биде ослободен, па дури и шпанскиот парламент има таква точка во парламентот да се расправа зошто, како и како сето тоа да се спречи. Иако малку бенигно изгледа, сепак апсење на еден уметник, без разлика на се, веројатно популарен, ние тоа не знаеме сега, не сме во Шпанија, јас лично не сум ни чул за тој рапер, предизвика мала револуција, што само кажува до кој степен е трпението на луѓето по овие ковид мерки, по економските кризи и по се тоа што ни се случува во светот. Добро, знаеме и претходно по тие протести дека знаат да прераснат во насилство. Идејан сосема за крај уште една тема, ќе прошетаме малку подалеку од Европа, некаде во Вселената, она што вчера беше вест на денот во глобалните медиуми е слетувањето на приземјувањето на роверот. По 7 месеци. Истрајност по цели 7 месеци на црвената планета ќе се бара живот. Ќе се бара живот, јас само ќе потсетам дека од кога сум ја во новинарство, тоа е одамна, а и не е одамна, значи зависност како гледате се е релативно. Исто така имаше еден ровер испратен 2001 или 2002, 2 ровера беа на двете страни од Марс, каде што бара и беше пронајдена дури и доказ дека има замрзната вода, што го отвори апетитот на научниците да се понадеваат дека чим имало вода мора да има и живот. Ова го зборувам од општа култура и од она што сум го читал, но се сеќавам на таа вест. Сега, вчера слета новиот ровер, веројатно инспириран од ова, ја што го зборам. НАСА веднаш прати фотографии. Но она што мене ми е интересно да се приземиме, е тоа што политиката... Најтешкото е да се приземиш, а тоа е политиката во светот и големите сили се борат и се ривали на сите можни
точки во живеењето. Бевме сведоци со вакцините, кој каква вакцина, дали Добро, Спутник. Вселената е стара Тоа студена сакав да војна. кажам. Малку го префрлија вооружувањето, вакцините, музиката, културата, но еве се враќаме во Вселената. Но овој пат, како во нуклеарниот договор од 87 само Русија и Соединетите Американски држави, сега ние имаме уште една сила, тоа е Кина, која сериозно планира, додека овие праќаат ровери, тие најавуваат дека многу наскоро ќе пратат и човечки екипаж на Марс, што еве да го видиме и тоа чудо, па да почнеме и да веруваме во оној мит што го имаме сите од кога сме родени, дека сепак постојат марсовци. Дејан, ти благодарам за денешната анализа. Се гледаме повторно, јас и ти во понеделник. Не знам дали со вселенски вести Или со вселенски патријарши. Или со вселенски патријарши. Останува да видиме што ќе се случува во текот на викендот. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам и на